Ki se proširili spisok od so novi stečajci vodražavata, se razgledува новиот предлог закон, со кој шанса за екзистенцијално згрижување им се дава и на оние кои државните фирми им пропаднале или се трансформирале во приватни во периодот од 1. јануари 1993 година до 30. јуни 2019. На листата на оние кои гледаат шанса во новото законско решение се лицата на чии фирми им бил сменет матичниот број, но и оние кои во моментот на затворање имале 15 години стаж, но не и старост од 52 години за жени, односно 55 за мажи. Конкретниот закон што сега предлага влада, ние имаме консултации со Царовска, министерката, и напоменаме дека треба да се оттргнат матични броишта за да го фанат луѓето. И другиот предлог беше тие што не се земале паричен надомес, за и тие да ги фанат. Тие двата предлога се. И ќе видиме изгледа по сите варијанти што ги имаме да ги прифанат. Пред да влезе законот во собраниска процедура, стечајците ќе имаат уште една средба со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска. Тога ќе знаеме тачно, дефинитивно за кој едино знам дека е само за матични броиште, тие ќе се отргнат, да е само едини услов е да имат 15 години државна фирма. Приватните фирми не даваат като обзир. И у тај дел мислам дека во Штип има околу 100 луѓе. Само со последното законско решение кое се донесе во февруари, со право на надомес се стекнаа 5000 стечајци, околу 800 од нив беа од Штип. Во моментов надеж во новонајавениот закон гледаат најмалку 100 штипски семејства, додека на ниво на регион нивниот број е околу 500.